Молитвена седмица за млади. Проповед 4. Справување со депресијата во градот. Псалм 40, 2 стих. И ме изведе од лабината на јазот и од длабока тиња, па ги постави нозете мои на камен и ги зацврсти стапалата мои. Вовед. Да ја запознаеме Ана, млада жена која целиот свој живот го поминала во градот. Таа сака се што е возбудливо и живо што може да го понуди урбаниот живот. Култура, разновидна храна и можности за работа. Но во последно време нешто не е во ред со неа. Активностите кои никогаш ја возбудувале и општествени односи што ја исполнувале, сега и се чинат мрачни и безсмислени. Ана пред околу 1 година почнала да чувствува длабока депресија која не поминувала. Утрото се будела исцрпена, иако цела ноќ ја поминувала во кревет. Низината работа станала неподнослив товар, па во текот на денот се борела да се фокусира на задачите во кои некогаш уживала. Пријателите забележале дека таа се повлекува и веќе нема желба да излегува и да се дружи. Помислата дека мора да се соочи со градскиот сообраќај за да се сретне со незините пријатели ја исполнувала со голема грижа. Покрај тоа, Ана забележала промени во својот апетит. Понекогаш се пријадувала обидувајќи се да ја пополни емоционалната празнина, а во некои денови имала многу слаб апетит и губела на тежина. Спиењето ѝ станало постојана борба против несоницата, а честопати во текот на ноќта се будела со негативни мисли. Конечно, по неколку месеци, тивко носење на овој товар, Ана решила да побара помош. Отишла кај терапевт и почнала да му раскажува за незината чувствена тага, грижа и безнадежност. Терапевтот и дијагностицирал клиничка депресија и предложил план на лекување. Точка број 1. Проблемот со депресијата. Депресијата е како темен облак кој не поминува лесно и може да влијае на секого. На младите како што сме јас и ти. Може да ве натера да се чувствувате тажни и незаинтересирани за работите во кои никогаш сте уживале, и може да предизвика чувство на вина и безвредност. Исто така може да влијае на вашиот сон и апетит, оставајќи ви малку животна сила и виталност. Постојат различни видови на депресија, како што се ситуациона депресија, им се случува на луѓето поради стресни ситуации како што е загуба на сакана личност или финансиски проблеми. Може да исчезне кога ситуацијата ќе се подобри. Сезонска депресија. Некои луѓе чувствуваат така во одредени периоди од годината, например во зима, кога има помалку сончева светлина. Меланхолична депресија. Овде симптомите се веќе многу посериозни. Може да се чувствувате незаинтересирани за сите активности, да изгубите многу телесна тежина, да бидете вознемирени или многу троми и ќе ве прогонува чувство на вина. Психотична депресија. Тоа е уште покомплицирана состојба, со халуцинации, во кои се гледаат или слушаат работи што ги нема, или делузии, во кои се присутни лажни и замислени верувања. Тие значително ја влошуваат сложеноста на болеста. Големо депресивно растројство. Ова е најчестиот облик во кој длабоката тага, незаинтересираноста за околината, промените во апетитот, спиењето и други симптоми влијаат на секојдневниот живот. Градовите може да бидат плодна почва за појава на депресија поради стрес, недостаток на контакт со природата, загадување и други причини, како што е она од вчерашната тема – осаменост. Овие фактори може да влијаат на многу луѓе во урбаните средини и од суштинско значење е да бидеме свесни како тие може да влијаат на нашето ментално здравје. Депресијата ги погодува и младите и возрастните. Според статистичките извештаи, повеќе од 20% од тинеџерите насекаде во светот страдаат од ментални нарушувања. Точка број 2. Депресијата во Библијата. Иако депресијата често ја поврзуваме само со модерната медицинска наука, нејзините корени се наоѓаат во древното минато, дури и во библиските извештаи. Библијата наведува епизоди од животот на почитувани личности кои се соочиле со моменти на длабока тага и оче. Преку нивните извештаи можеме да истражиме како верата, надежта и врската со Бог
може да станат извори за справување со депресијата и изнаоѓање начин за закрепнување. Ајде да погледнеме неколку примери. Пример број 1. Давид, човек според Божјото срце. Давид, познат како човек според Божјото срце, доживеал периоди на длабока тага и потиштеност. Неговите псалми се трогателно сведоштво за неговите емоционални борби. Во Псалм 42 Давид пишува: Зошто тагуваш, душо моја? Зошто си жалосна и зошто си толку вознемирена? Надевај се на Бога, бидејќи Него јас пак ќе го прославувам, мојот помошник, мојот Бог. Псалм 42:11. Во овој пасус Давид ја признава својата неволја, но исто така наоѓа сила во својата вера да побара надеж и божествена помош. Од ова можеме да научиме дека дури и среде очајување, верата може да биде светлоносен водич за оние кои се борат со депресија. Пример број 2. Еремија, расплакан пророк. Еремија, познат како пророк што плаче, е уште еден библиски пример на личност која искусила длабока тага. Неговата книга на плачот е исполнета со изрази на болка и тежина поради несреќите на кои бил сведок. Среде своите страдања Еремија пишува: Душата моја постојано се сеќава на тоа и затоа имам надеж. Господовата милост никогаш не престанува. Плачот на Еремија, 3 глава, 19-22. И покрај пустошот што го обкружува Еремија, неговата способност да размислува и да најде надеж во своето срце е подсетник дека дури и во најтемните моменти, само испитувањето и надежта може да доведат до духовно закрепнување. Пример број 3. Илија, исцрпениот пророк. Пророкот Илија е уште една библиска личност која се соочила со депресија. По големата победа над пророците на Ваал, Илија се почувствувал обземен од исцрпеност и страв и посакал да умре. Меѓутоа, во својот очај тој доживеал посебна врска со Бога преку благ шепот. Прва Царевите 19:12. Искуството на Илија не учи дека и во најтешките моменти на депресија, божественото присуство може да биде извор на сила и духовна обнова. 3. Патот до надминување на депресијата. Некој драг млад човек, некој што го познавате, па дури и вие, може би се бори со депресија во вашиот град. Еве неколку совети кои може да помогнат во оваа ситуација. Молитва и барање на Божјото присуство. Молитвата може да биде начин да се пронајде утеха, надеж и сила за време на депресијата. Заедница и духовна поддршка. Соработката и разговорите со другите верници, како и поддршката од пошироката христијанска заедница, може да бидат од клучно значење. Учеството во мала група, друштво за поддршка или верска заедница може да обезбеди чувство на припадност и емоционална поддршка. Читање и размислување за Светото Писмо. Читањето на Библијата и размислувањето за стихови кои зборуваат за надежта, силата и надминувањето на предизвиците може да биде мощно корисно. Барање христијанско советување. Христијански советник или пастор обучен за советување може да обезбеди духовно и емоционално водство од библиска перспектива кон надминување на депресијата. Практикување на простување и благодарност. Учењето да им простувате на другите и на самите себе може да биде процес кој ослободува. Избегнување на изолација. Активно барање друштво со пријатели и омилени од иста вера може да делува навистина корисно. Барање стручна помош кога е потребно. Депресијата е вистинска болест и во многу случаи е потребно професионален третман како што се терапија или лекови. Прифаќање на Божјата благодат и љубов. Сеќавањето на Божјата љубов и милост може да помогне да се ублажи вината или срамот поврзани со депресијата. Заклучок. Во вашиот град има илјадници млади луѓе и возрасни кои се борат со депресија. Време е да им понудиме надеж. Време е да им кажеме дека Бог има моќ да ги извлече од јамата на очајот. Драга млада личност, ако вие самите или некој што го познавате се бори со депресија,
Барањето помош во духовен и во медицински домен можеби е најдобриот начин да се справите и излезете од таквата ситуација. Има старешини и дјакони кои се подготвени да ви помогнат и да ви укажат на најдобрите специјалисти за ментално здравје. Дјаволот не сака ништо повеќе освен да го убие, украде и уништи твојот живот. Но Господ дошол за да имаш изобилен живот. Бог сака живот за вас. А ние исто така сакаме живот за вас. Побарајте помош. Бидете храбри и ајде заедно да се соочиме со проблемот со депресијата во вашиот град.